пратеникот сега Никола Груевски до вчера председател на Домородно комуне Премиер на државата, сметам дека нема потреба јас да го коментирам, затоа што се еден граѓанин кој има прилика тоа да го види или кој што ќе го види по медиумските репортажи, ќе си го каже своето. Од дета која су ја примил должноста председател на собрание, бев свесен со сите предизвици кои треба да се најдат вршејќи ја оваа функција. Повеќе пати сум кажал и повторувам. Председателот на собранието Тадар Джафери нема да дозволи во својот мандат собранието да се претвори и да се врати сликата 24 декември 2012 година и нема да дозволи да се врати сликата од 27 април 2017 година. Ова е мојата господин, сето тоа што денеска се случило со собранието. Али ова денеска не беше враќање на 27 април и не беше провокација кон меѓуетничка провокација кон народот кој што е надвор од собранието. Прво и основна надлежност на собранието е да води процедура законодавна онака како што е предвидено во Уставот и во деловите. Правото на секој граѓанин пред секоја институција е изричито право и неприкосновено право на протест. И по однос на тоа, јас немам никаква замерка по однос на граѓаните кои беа пред собранието. Но однесувањето на дел од пратениците не може да биде и не смее да биде сватено дека е тоа провокација на меѓуетнички односи. За меѓуетничките односи. Тоа е слика и прилика на оние кои што тако постапиле и веројатно најдени во десница поради своја состојба и своја позиција која има, не можат се уште да разберат дека се опозиција. Спремни сте да понесете одговорност доколку Уставниот суд интервенира во овој закон со оглед на тоа дека имаше бројни укажувања дека законот е неуставен, а вие сепак одевте на тоа. Почитуван новинар. Извинувам, може да го поставам прашање, ви не дозволите да се разгледаат амандманите со кои што можеби би се можело да се почитуван новинар. По однос на процедурите и за тврдењата, односно за оценување на уставноста на законите кои што се носат во собранието, единствена надлежност во оваа држава според Уставот е надлежност на Уставниот суд во соодветна процедура откако што ќе се донесе закон во собранието, тоест во законодавниот дом, да се донесе суд во соодветна постапка дали донесените закони имаат проблеми во однос на Уставот или не. Таа надлежност не му припаѓа на никој, а по најмалку му припаѓа на собранието, од фактот што во законодавна постапка собранието е единствено надлежно тело во собранието за да цени усогласеност на проект закон, односно предлог закон со Уставот, е законодавна правна комисија, која што во редовна постапка врз основа на член 141 став 2 од деловникот го има разгледано законот предлог, уште кога бил во предлог закон во прво читање и има утврдено со извештај до пленумот, односно до собранието, дека законот има потреба да се донесе и законот е усогласен со Уставот. Никоја друга институција не може да цени уставност на донесен закон во законодавна постапка во собранието, оти како што кажав, тоа е изрична надлежност на Уставниот суд. Фала ви за лекција во уставно право, и по кој член од законот не ги ни отворивте, господине Джафери, амандманите. Не ги ни споменавте. Дозволете го колегата да постави прашање. Ве молам одговорете, изцитирате го Види си вас уште протест
Не нещалте пес. Може ли да поставиме прашање? Разгледување на законот. Амандмани можат да се поднесуваат само во врска со укажување на председателот на Републиката. Значи 173 став 3 е тој член. Домарот ДПМН комплетно го испочитува ова. Зошто не ги ставите амандманите на гласување? Зошто ги игнориравте комплетно? И на кој член од правилникот е тоа? Колку што знам, ми се заблагодари за лекцијата. Ако не сакаш да слушаш лекција, Па не, Говорите за решението, ми не ми имаме кажете. превод каде држи камера тука и дозволиш Што сакам да го правам? држи камера тука и тоа може да правиш. А што постави Како ми прашање? господин Џафери. Дозволете на понешката да ја одговорам на прашањето што го постави. Прво и основно. Деловникот го спроведува председателот на собранието член 60 од деловникот. Член 173 став 3 точно утврдува можност да се поднесат амандмани. Но член 172 од деловникот упатува дека законот, откако нема да биде подпишан указот од председателот, се враќа во собраниска процедура во трето читање. Член 164 став 2 од деловникот децидно зборува за фактот дека во трето читање амандмани може да се постават и да се достават само по делови кои што во второ читање биле изменети или дополнети со амандмани. Имајќи предвид дека законот во второ читање не претрпи никаква измена и председателот на собранието се упушти да се спроведе член 164 став 2. Зошто ги примивте тогаш амандманите? Чекајте редве, луѓе. Абе, чекајте редве. Одговори на прашањата во Не е поневијално, оне што поставува прашање и да тврди дека ја... Грета, абор пите. Грета, абор пите. Искам една направа собрание. Џафери, заинтересувани на деталите на тими, после ќе пријуне руму. Саветите со фрлањето вода од страна на пратеникот Никола Груевски. При првото гласање, законот доби 64 гласа, што се доволни по однос на одредите од член 75 од Уставот, кој што санкционира дека при повторното гласање за законот мора да има мнозинство гласови од купниот број пратеници. Што значи од 120 пратеници, законот доби 64 гласа. По гласање на припадниците на немнозинските заедници не можеше да се изврши електронско гласање од причина што, како кажам, пратеникот Никола Груевски фрли вода по системот електронски за гласање и не можеше да се активира системот. Гласањето се изврши рачно и од присутните пратеници од немнозинските заедници скупно 24 гласа за законот, и со тоа се исполните оба услова по законот да се третира како довесен закон. Да ние нема потреба да преземам никакви активности во пратениците, го сметам тоа како право на пратеникот да се однесува како што сметате дека треба да се однесува, а мерките ќе ги превземаат граѓаните, впрочем како што и превземаа мерки кон него на локалните избори, предходно и на парламентарните избори, и во понатаму ќе кажат граѓаните, јас имам потреба да се известам за тоа. Дали мога да земете одговорност за негаетични инциденти доколку се случат надале? Благодарам на прашањето. Собранието не се бави со односите надворно, има институции кои се грижат. Дали очекувате председателот да го подпише? Мора да го подпише. Мора да го подпише.